Добар ден, почитувани, вие следите уште една нова Телма амбуланта. Водата е исклучително важна за организмот, но во последно време има бројни полемики околу тоа која вода е поздрава, флашираната или од чешма. Многу луѓе одбираат да пијат вода од водоводната мрежа како здрава алтернатива која ги задоволува дневните потреби. Сепак, последните 2 децении расте бројот на љубителите на флаширана вода, а во домаќинствата се користат и филтри за вода. Корисниците сметаат дека на таков начин конзумираат почиста и поздрава вода. Кои се предностите и недостатоците на водата од чешма и од шише? Ќе го запрашаме професор доктор Михаил Кочубовски, специјалист по хигиена. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите, ќе погледнете анкета, а секако ќе имате можност и вие да се вклучите со ваши прашања во програма. Затоа, останете на Телма. Дали пиете вода од чешма или од шиша? Дали флашираната вода е поздрава, подобра или пак само поскапа алтернатива? Ова прашање ќе го патиме на професор доктор Михаил Кочубовски, специјалист по хигиена. Професоре, добар ден и добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, поздрав до гледачите на вашата телевизија. Професоре, каква вода вие пиете? Од чешма или од шиша? Секогаш од чешма? Претежно. И членовите на вашето семејство исто? И моите, сите, од фамилија. Истиот избор. Ќе продискутираме во текот на емисијата зошто е тоа вашиот избор, но претходно да погледнеме анкета и да видиме какви се навиките во однос на пиењето на вода кај оние кои што ги анкетиравме неодамна. Дали пиете вода од чешма? Да, пием од чешма, без проблем никаков, да. Од чешма, Радо. Од чешма. Од шише. Некој од чешма зависи како, ама од шише преферирам. И од таму. Зависи од буџетот. Ако сме купиле од шише, а од чешма не, во чаша ставам па и пија. Па не знам, ја од чешма пиеме вода од скопскиот, тоа го пиеме. Вака. Шиша ако стои малце е стоена, па не добро. Значи си имам филтер инсталирано дома и таа вода ја користам. Од чешма? Од чешма пиете? Од чешма, да, зашто и фали. 50 години пием, па супер си е водата, ништо не фали. И од едно и од друго. Мешано, али сега од кога го имам бебето, конзумираме од шиша. Најчесто од чешма, викам. Од чешма. Зошто така? Затоа што немаме пари да купиме. Од чешма. Секој е поздраво вода што тече него од вода од шише. Од шише, само од шише. Зошто? Па ние сме од Куманово. Да, ние сме од Скопје и у Куманово има многу, тој каменац. Пиеме и од чешма, пиеме, ама многу лоше од чешма. Јас сум бивши вработен во водовод и канализација, така да добро ја познам водата и знам како се одржава и како ја хлорираат и ја приложуваат на граѓаните. Значи сигурен сте во оние? Да, па со години ја консумирам, така да сигурен сум 100%. Така викат и мислам дека е квалитетна, некако сум бил и на изворот. Убаво е таму, многу фино е. Многу е хлорисана. Во бутел, например, многу има хлор. Од чешма правен. Треба многу да испуштам па да ми обере. Па зашто низ цевките поминува, стои водата таму, кога ќе пуштиш, потопла, после доаѓа ладна, па топла, па во однос на цевките тие што се од 60-тите години треба да се сменат. Зашто тие се корозирани. Друга боја има. И не е добра. Има некој рече дека има и болест има водата од чешма. И затоа не треба да пиеме. Треба да купиме у маркет подобро. И да гледам, не ја купувам. Од шише купичка не препорачувам никому ни бебешката. Беше полоша од водата која тече од чешма, што повеќето ја користам. Тоа ме натера уствари да го ставим на филтер. Па сметам дека е квалитетна, зашто да не? Јас така имам слушното дека пием една од најквалитетните води што се. Водава за жал, за разлика од порано е многу со бигор. Јас сум, например, од Влај и на времето знам дека не беше убаво во куќа, живеам покрај Вардар. Живеев и знам дека тогаш водата беше многу чиста и питка и бистра, а сега некако се чувствува разлика и едноставно во чашите се гледа како станува бело и дека не е доволно питка и чиста.
ни дека и овие во шише стоени во маркети во пластика се нели поздрави. Па врска со овие адитиви, хлор, таму тие работи што става, дали колку има влијание? Дали е по-квалитетна водата што е у пластични шишиња, например, или таа што е од чешма, да кажем. Рачале, значи за мали бебиња која вода е најздрава да се пие, дали да се преврива од чешма или да се купува флаширана вода. Такова беа размислувањата на оние што неодамна ги анкетиравме. Професоре, можевме да видиме дека не е мал бројот на луѓе што пијат вода од чешма, но не е мал бројот ниту на дилемите што ги имаат во однос на квалитетот на водата што се добива од водоводната мрежа. Затоа во денешната емисија ќе ги разјасниме. Инаку во Институтот за јавно здравје, каде што работевте повеќе од 30 години, исто така правевте вакви анализи, дали граѓаните пијат вода од чешма или од шиша, па какви резултати добивавте? Па ние пред неколку години кога направивме од Институтот за јавно здравје и на медицински факултет со студенти и граѓани, едноставно забележавме дека малце полошо, да речеме, тоа беше тоа пред неколку години во однос на сегашната анкета. Граѓаните пата негде малце повеќе беше. Едноставно нешто над околу до 60%, да речеме, што пијат вода од чешма, а другото беше пакувана и да кажеме и комбинирано, дали чешма и пакувана вода, така да сега добро е трендот, значи повеќе по оваа анкета гледам граѓаните значи повеќе пијат вода од чешма, што е добро. Зашто е добро? Затоа што ние во Македонија, значи не е секаде тоа, значи зависи каде живеете, значи у која држава, едноставно во некои држави стварно единствено решение е да пијат луѓето вода, пакувана вода. Затоа што водата од водовод е само техничка вода и задоволува други намени, али не за пиење, да речеме. За среќа, кај нас, на овие простори кај што ние живееме, водата од градските водоводи и оние села кај што се приклучени на градски водовод е со многу висок, да не кажам, одличен квалитет и е безбедна. Што значи безбедна вода? Тоа е... Така, што значи да биде здравствено исправна? Да, или здравствено исправна. Ние сега порано го користевме здравствено исправна, сега го користиме безбедно, спремен закон за безбедност на храна. Тоа значи да е апсолутно ослободена, тоест да нема едноставно загадувања од значи, микроорганизми, физички и хемиски, да кажеме, така да субстанции кои би делувале штетно по здравјето на луѓето. Така да безбедна вода е тоа. Значи, во тие водоводи што ги спомнав, значи кај нас е безбедна водата уназад децении, години. Така да едноставно граѓаните може да бидат уверени дека водата е безбедна. Секако во некои селски водоводи и секако има одредени проблеми и каде што, например, нема редовно одржување на водоводните системи од јавни комунални предпријатија, каде што водата не се дезинфицира редовно со хлор, така да може да има, да кажеме, отстапување од параметрите во микроорганизмите, колиформни бактерии да се јават. И тоа е, али во глобал, значи, уште еднаш да повторам, градските водоводи, до градовите е безбедна водата. Така, на периодов можевме да слушнеме како водата од чешма во одредени градови не е безбедна за пиење, така водата од струмичкиот водовод се уште, ако не се лажам, не е безбедна за пиење. Потоа така беше во Тетово, во Гостивар. Изминативе години слушавме и за Гевгелија дека во водата има зголемено количество на арсен. А како се мерат? Како се прават овие анализи? Па видете, ние редовно правиме анализи, комплетни анализи, периодична физичко-хемиска, бактериолошка, паразитолошка анализа на резидуи од пестициди, радиолошка анализа. Во Струмица секако не се лажам, има зголемо ниво на манган и... Да, манган. Тоа се појави невообичаено сами. Со тебе во струмичкиот водовод со годину назад манган немало зголемени концентрации. Значи, секојаш било под МДК, што викаме, максимално дозволена концентрација од 0,05 мг на литр. Секојаш. Ова беше невообичаена појава. Зашто се случило, тоа е прашање. Водата е добиваат од акумулацијата која турија и тоа е водостопанство и јавното предпријатие водот, комуналец,
едноставно имаат филтер станица за преработка или кондиционирање на водата, површинската вода од Турија и ја преработува за да биде погодна или безбедна за пиење. Така да манган, уште еднаш ќе повторам, ја барем во период додека сум работа, не сме имале воопшто проблеми со прекорачување на вредноста над она што е дозволено. Манганот, само да кажам, дека не е токсичен параметр во водата за пиење, така да граѓаните да не се плашат ако пиеле вода случајно, тоа што е тоа органолептички параметр повеќе. Зошто кажам органолептички? Влие на, ако ставите во чаша и подолго време да стои водата, може да се создае талок и боја, да кажеме, манганот е некако кафеава боја, да кажеме, на тој талок. И да има еден метален вкус. Но, во тие концентрации во кое сега беше во водата, во овој период, не е здравствено, да кажеме, не може да влие штетно на здравието, затоа што има Светска здравствена организација, има одредени, да кажеме, вредности кои ги дава за одредени параметри, дали е, да кажеме, не дозволено, него дека не предизвикува штетни последици по здравието. Максимално дозволена концентрација и по Светска здравствена и по директивата и по нашиот правилник е 0,05 мг на литар. Но има одредени вредности кои СЗО ги кажува како здравствени, да кажем, целни вредности, да не се надминат, за да не настанат евентуално тие штетни здравствени ефекти. И такво нешто, според оние сознанија, што ги имам, не беа надминати. Така да, али, по законот и по правилникот, едноставно, мора да се постапува и затоа Агенцијата за храна и ветеринарство ја забрани водата за пиење. Според моје сознанија што ги имам и според од медиумите, сега манганот, концентрацијата во водата за пиење е нормално. Мислам нормално, значи дека е под максимално дозволена концентрација, тоа неколку пати, што е добро, али истото се случило и во акумулацијата. Зашто се случило тоа зголемување на манганот во акумулација, тоа е прашање кое треба да се истражи. Така да се даде одговор на тоа? тоа? Да се даде, дали е природна појава, дали е антропогена и така. Затоа што се случило за кратко време, рековте 3-4 недели, и сега и таму е намалена концентрацијата. Во таа вода што доаѓа од таму. Зашто? Тоа е прашањето. Кое што треба да биде одговорено. А каква е водата во Гевгелискиот регион? Нели имаше зголемено ниво на арсен? Да, али тоа беше пред многу години, да кажем, пред повеќе од 15 години, рече, 14 години некаде. Така да се појави одеднаш. Ние во тој период, напред тоа имавме измена на правилникот и беа повисоки вредностите за МДК, но заради нови сознанија од, да кажеме, науката и спрема, да кажеме, насоките или препораките од Светска здравствена организација и директивата на Европска унија, ние го сменивме правилникот тогаш и беа пониски вредности. Порано беа 50 микрограми на литар, сега е 10 микрограми. Така да, мислам, од тогаш, не сега. Така да се јави, почна да се јавува пораст на арсенот, таму има 4 бунари во едно подрачје. Во едниот бунар, кој беше најблиску до Кожов планина, почна вредности да растат над 10. И ние го забранивме. Мислам, ние препорачавме да се забрани, тоа што дирекција за храна беше, не беше агенцијата, и го забранија. После тоа и вториот бунар го наша препорака и тој беше забранен да крајот сите 4 бунари беа забранети затоа што постепено почна да расте над 10 микрограми на литар. Што е, чим имате МДК, да кажеме која е 10, имате една маргина или граница на толеранција или на безбедност, на сигурност, што ја викаме, margin of safety, каде што кажува дека ако е зголемена, да кажеме, неколку пати, да речеме, во 10 пати, не би требало да се случи некои здравствени последици ако кратко пиете таа вода. Но ние не дозволивме такво нешто да дојде и ја забранивме, секако граѓаните беа информирани, населението, особено школите, градинките. Иако во Гевгелија во тој период имаше друг бунар кој има голема количина на вода, кој воопшто немаше арсен.
Затоа што геологијата, од кај што геохидрологијата е сосема друга. Значи, не е од Кожух планина, тоа е поред Вардар. И таму и таа вода се мешаше, така да водата беше близу до МДК, да речеме, но сепак беше забранета. Од наши препораки се преземаа мерки и се обезбедија нови бунари покрај река Вардар. Овие се исклучени 4 од тогаш. И сега граѓаните пијат, мислам сега, уназад години, пијат безбедна вода, која нема воопшто арсен. Професоре, некои имаат сомнеш за квалитетот на водата што ја добиваат од чешми поради водоводните цевки, значи поради цевките низ кои што водата минува од изворот до домот, до чешмата. Дали тие може да ја контаминираат водата? Секако. Видете, се зависи од тоа староста, да кажеме, на водоводната инсталација. За среќа, ние сме земја која што нема многу стара инсталација водоводна, за разлика од, да кажеме, Западна Европа, Централна Европа, каде што имаат едноставно бруто домашниот приход е многу повисок и така натака. Тие биле развиени многу пред нас и така натака. И имале водоводни системи пред нас, да речеме, децении, не години. Кај нив имаат стари системи, многу. Тоа е по 100 години и повеќе. А кај нас, за среќа, немаме. Нека така да... Но има ли азбестни цевки? Има. Тоа ги викаме азбестно-цементни. АЦ. Може ли тие да ја контаминираат водата со азбест? Не. Не? Не. Затоа што тоа се азбестно-цементни, тоа е врзано. Азбестот и треба да имате корозивна материја, тоа е течност, која тече во тие цевки, за да ослободи евентуално азбестни влакна. Тие не се ослободуваат кога вода тече, треба некоја, значи рековме, корозивна материја или механичка повреда да се ослободат азбестни влакна. Така да и Светска здравствена организација воопшто не препорачува да се следат азбестни влакна, тоа се во вода за пиење. Азбестни влакна се следат и честички се следат само во работна средина или во комунална, ако имате некое загадување од некоја фабрика која има испушта азбестни влакна и тоа со инхалација, значи со вдишување, би дошле во белите дробови и може да предизвикаат штета, тоа е здравствени последици негативни, тоа е рак на бели дробови, мезотелиома на плеурата, тоа е обвивката на белите дробови. Така, но сепак али тоа е во професионална средина. Но се менуваат тие азбестните плочи, кровови на зградите. Се препорачува да се променат, а се препорачува да се променат и водоводните цевки кои што содржат азбест. Има таква препорака? Да, ние како здравство, и како Институт за јавно здравје и Министерство за здравство препорачавме да се сменат покривите на училиштата и на здравствените установи од тие, да кажеме, азбестни плочи што беа, знаете, како салонитки ги викаат на народот. Едноставно, заради, да кажеме, потенцијално штетни здравствени ефекти. Зашто викам потенцијално? Затоа што ако не го оштетувате кровот, да кажеме, тие ламина, тие салонитки, нема никаква опасност, практично. Значи, тие се ослободат само кога ги оштетите, ме разбирате. Истото е, но дадовме препорака да се сменат, затоа што тие имаат рок на траење. И едноставно и за тоа. Исто тоа е со водоводната инсталација од азбестно-цементни цевки. Тие имаат рок на траење, да кажем, до 40 на години, 30-40 години. И тие треба да се сменат заради механичка можност од наоштетување во подземјето каде што се наоѓаат. И заради слегнување на терен, потешки возила и така натака, може да пукнат. Да кажем и да се направат дупки и така натака. Значи, тие не кородираат, но од механички оштетување, што би се случило тоа? Ако се оштетат тие цевки механички, значи од надворешни причини, тогаш, едноставно, ако има редукции во водоснабдувањето во одредени градови, например, кај што нема доволно вода во одредени периоди, ако има вакуум, тогаш има негативен притисок од цевката и може да вшмука све што е во околината. Тоа е проблемот. И затоа препорачуваме да се сменат заради евентуално механичко оштетување на тие цевки. Професоре, а старите инсталациони системи во зградите, во старите куќи? Ако има некои 100 години, кај нас нема такви, мислам, многу се ретки, ако изживеат во такви куќи, да, ви кажам 100 години. Ние имаме некои инсталации негде 60 години, да речеме.
17, не верам, толку негде. Така да, ако имаат оловни цевки поцинкувани, тие треба по можност да ги менуваат. Инаку, овие новите, реков, уназад 50 години, се релативно безбедни. А што е со дезинфицирањето на водата? Се употребува хлор? Да. Сега има некои студии кои што велат дека хлорот е поврзан со карцином на мочниот меур. Па може ли водата од чешма да придонесе да се развие некаква форма на карцином? И тоа е исто така една дилема во однос на хлорираната вода. Видете, хлорот како дезинфициент на водата за пиење се применува скоро во сите земји. Многу ретко се земји каде што заради населението не сака да се применува едноставно. Не заради тоа што не е безбедно, него едноставно не сака. Тоа е многу малку се такви, неколку во Европа една-две земји се само. Така да секаде едноставно се применува хлорирањето или дезинфекцијата на водата. Зошто ја применува? Затоа што прво хлорот е многу ефикасен, безбеден и ефтин. Друго, брзо прави дезинфекција на водата и спречува од болести поврзани со водата од значи заразни болести. Значи ги уништува микроорганизми, вируси, бактерии и така натаму. Не спасува тие болести кои порано масовно луѓе заболувале, некои умирале и така натаму. Значи, од тој аспект сме безбедни. Сега луѓето мислат дека предизвикува рак на, што кажавте, на мочниот, на простата, како рековте? И на мочниот меур, мислам, така да. Не е точно тоа. Такво нешто не е возможно. Тоа, значи, ако хлорот се дозира во оние, да кажеме, концентрации, како што е и по нашиот правилник и по стручните препораки, така натака, водата е безбедна. Значи, кај нас и во светот е 0,5 милиграми е дозволено да биде хлорирана водата, така што никој не го чувствува тоа, дека има со мирис, со вкус, дека има толку хлор во водата. Иначе тоа е негде во рангот од 0,3 до 0,5, да кажеме, и е безбедна. Тогаш сме сигурни дека е безбедна водата од страна на биолошки аспект, тоест од микроорганизми, и не штити од, реков, многу болести. И реков, нема опасност. А сега, ако се претерува со хлорот, да кажем, ако не се внимава колку се дозира, тоаш може да се создадат, ако во водата има органски материи, али тоа не се овие подземни води, тоа е ако се користи површинска вода која не е преработена, ние за среќа површинските води имаме филтер станици, значи све зборам ако, значи ако има многу органски материи и ако не се внимава на дозата, кај нас е тоа дозира, мислам, лимитирано до колку може во тие филтер станици, до 0,8 обично, тоаш може да се создадат трихалометани, ги викаме ние, или нуспродукти од дезинфекција на водата. Значи, али тоа кај нас не се случува. Затоа што ние ги испитувавме порано, никогаш не сме нашли трихалометани над дозволеното. Така, но некои велат дека кога ќе пуштат вода од чешма, штетата, ако има така, тоа треба години. За да се предизвика. Употреба со години. Да. Од еднократна употреба не би имало некаков здравствен проблем. Но кога ќе пуштиме вода од чешма и ќе ја наполниме чашата, некогаш се случува водата да биде бела. Па да треба да отстои за да се обезбои. Хлорот е во прашање? Не. Не? Хлорот не обојува. А значи хлорот не ја дава бојата. Тоа е едно убедување кај нас дека водата е премногу хлорирана и токму поради тоа е променила бојата. Не. Што е тоа? Видете, овие се нови чешми едноставно имаат као мрежички, како едноставно за подобро, да кажем, по убаво течење на водата, да речем. Ја дифузира водата фино да тече. Она мрежичка што е на крајот на слабината. И може воздух ако има, тоа се ситни, да кажем, меурчиен воздух и тие, тоа се заради флуктуација на тие меурчиња на воздух, се обојува водата, станува бела. Само не се обојува таа, него станува бела на изглед и веднаш после неколку секунди таа се избиструва. Тоа е само од воздухот. Значи нема никаква здравствена опасност од пиење таква вода, се работи само за воздух. Апсолутно нема. Така. А исто така понекогаш добиваме совет да ја испуштиме водата пред да си наполниме чаша вода. Да, тоа е добар совет. Ја тоа го правам, особено наутро. Да, особено наутро, кажувам, затоа што во текот на вечерта не трошите водата. И таа е во нашата инсталација, зборам во куќната
И треба, кога се бајле прво, значи треба да се испушти малце, за да истече таа вода што е во цевката наша, да речеме, од куќата или од станот. Кога ќе дојде вода од цевката главна, каде што нон-стоп циркулира водата, тоа што е тоа еден кружен систем, водата постојано циркулира, не треба да има мртви зони, така се, да кажеме, градат тие, се прават тие водоводни системи, значи водата постојано циркулира, тоа е безбедно. Затоа што ова, како не испуштите, тоа е застојна вода која е во вашиот систем, домашниот систем, дистрибутивен, да кажем. Така е стручно кажуваме. И треба да се испушти тоа. Оние што имаат викенд станови? Затоа што може да има вкус, малце едноставно подруг и е потопла. Ова како ќе испуштите, доаѓа онаа вода од главната од цевката, што би рекли од цевоводот, и доаѓа и поладна и посвежа вода, така. А оние што имаат викенд станови, дали таму Таму треба повеќе моци да испуштат. Што значи тоа повеќе? Кога ќе дојдат? Кога ќе дојдат, колку време треба да испуштаат водата? 2-3 минути. Аха, значи за 2-3 минути се работи. Бидејќи таму е устоена. Затоа што да се испушти од домашната инсталација. Еве уште еден совет кој што претпоставам дека е корисен за сите оние кои што користат вода од водоводна мрежа, повеќето од нас пијат, бидејќи споменавте квалитетот на водата во Македонија е релативно добар на високо ниво. Што е со скопската вода? Велат дека е тврда. Ајде, што е тоа тврда вода? Па тоа зависи од составот на минерали. Секоја вода се разликува. Зависи од таму од каде доаѓа, значи од почвата обично доаѓа. Збориме за подземни води. Подземните води се тврди, површинските не се. Логично, затоа што немаат многу минерали. И зашто? Затоа што имаат калциум, магнезиуми, може да имаат сулфатни и така натака соли, али обично калциум, магнезиум и соли. И тие даваат тврдината на водата. И ние изразуваме во германски степени. Доколку водата остава флеки на миелниците, сушевите, садовите, тоа значи дека е тврда? Значи тоа е индикатор вака? Тоа е вака? да кажеме, Македонија е скопската вода е тврда, другите се, да кажеме, повеќе средина негде умерени или меки води. Да кажеме, имаме и многу меки, например, Битола е многу мека вода. Сега во однос на квалитетот за пиење, кој е помеѓу тврдата вода и меката вода? Сите се безбедни. Сите се безбедни? Се зависи, ви реков, од составот само на минералите. Не значи дека ако е мека водата не е безбедно. Тоа е само зависи, поише, да кажем, има минерали, од него, чак има студии што кажуваат дека она што има минерали, калциум, магнезиум посебно, само како Скопската е многу безбедна, мислам, многу здрава, затоа што намалува ризик од срцево-садови заболување, например. Кои, например, калциум, магнезиум, треба да некои луѓе пијат суплементи. Дека се сумплементира, така. Вака природно. Со чаша вода, завршена работа. Али со 2 литра дневно се добија доза. Да кажем. Така, но може ли да предизвика тврдата вода и некакви здравствени тегоби? Оние кои што се склони кон создавање камчиња во бубрезите, ќе имаат ли проблем ако пијат редовно вода од чешма? Ние правевме мултицентрична студија многу одамна пред 30, да кажем, пред 25-6 години, да речеме, во Македонија, каде што уште тогаш направивме селекција кои се тврди, кои се умерено тврди, кои се меки, кои се многу меки води, да видиме дали има создавање на, да кажеме, каменчиња во бубрезите или во мочните патишта. И такво нешто не е најдовме. Значи, не зависи од водата за пиење. Туку зависи од исхраната. Зависи од исхраната што јадеме, например. Затоа што камчињата, нивниот состав зависи ако се латни или други едноставно. И која, да кажеме, кој ќе го исфрли каменот, може природен пат или после операција, треба совет да добие каква храна да избегнува, за да не помалку да се создава такви каменчиња. Професоре, но тврдата вода може да биде проблем за уредите во домаќинството. Да. Може да настрада бойлерот, машината за миење садови, машината за перење. Има начин да се омекне? Има. Порано немаше проблем со машините за миење садови, затоа што немаше машини. Али сега е тоа модерно. Така да, али затоа имаат оние таблети што ги ставаат, тоа се со фосфати, едноставно и се омекнува водата на тој начин и нема проблем машината. Али за во бойлерите е проблем. Не можете да ставите таблета
И тука е проблемот и зависи кој бойлер сега, која марка и така натака. И тука треба да се внимава како кога се зима бойлер, да се советуваат дали создава повеќе бигор, особено во Скопје. Затоа што во другите градови такви проблеми нема толку, затоа што ние само има тврда вода. И треба некој, например, бойлери треба да се чистат од камен, да каже, каменец, мислам, може на година, на две, едноставно. Али после тоа функционира. Али се од здравствен аспект, значи тоа не создава, човекот не создава каменец. Така. Затоа што ние не сме бойлер. Јасно. Пред да преминеме на водата која што е флаширана, ќе се задржа малку на филтрите што се користат во домашни услови за прочистување на водата. Дали ги препорачувате? Не. Зошто? Во градовите, уште еднаш ќе кажам, кај што е безбедна водата, филтри не препорачуваме. Ние како здравствени работници. Затоа што, видите, прво не знаете тој филтер на колку време треба да го смените. Кажуваат, да кажеме тие што продаваат едноставно, и кажуваат на толку време спрема. Дали тоа ќе го направи, се зависи од секоја вода е различна. Едноставно, после известно време тој филтер насобира на себе одредени субстанции и може, да кажеме, азотни, например, може нитрити и нитрати да се јават с големи концентрации. Обично нема микроорганизми во водата за пиење, така да не би требало микроорганизми да се нафатат на тие филтри. Значи, тоа е све како сунгер, па лепите се лепи на него. Така да, ако не се менува на одредено време, точно како што е назначено, и зависно пак од водата, која е на тој простор, тоа стануваат небезбедни после известно време. Значи може да се создаде проблем каде што нема. Да, самите си создаваме проблем. Да давате пари за да си создадете проблем. И ова е уште една информација која што верувам дека е корисна. Како? Тоа со реверсна осмоза, тоа не се филтри, тоа е реверсна осмоза каде што се отстрануваат сите минерали. Аха, речиси дестилирана вода се добива тоа? Да, а дестилирана вода се користи за акумулатор, например, за возилото. Тоа претпоставам дека воопшто не е здраво. Па не. Вие треба да внесувате минерали кои пиете вода и која јадете. Вие на тој начин, ако пиете дестилирана вода, вие изнесувате минерали од организмот. Значи водата ако нема минерали во себе од телото ќе ги извлече. Посмоска размотежа мора да има меѓу ова и меѓу надворешно тоа што се внесува и интраклеточната што викаме течност, екстра и интра. И се ако е тука имаме поише минерали, тие ќе преминат во екстра и таа ќе се измокри. Значи ќе се направи сериозен проблем. Всушност може со електролитен некој дисбаланс во телото. Да, зависи од исхраната. Ако не внесувате доволно, ќе се направи дисбаланс. Ќе ги вклучиме и гледачите со нивни прашања. Од овој момент, почитувани, емисијата е Контактна. Сега преминуваме на водата која што е во шиша, значи е флаширана. Најчесто во пластична амбалажа професоре, складирана водата. Дали е амбалажата безбедна, дали водата која што е наполнета од одреден извор е со ист квалитет кога е во шиша како што е во изворот? Па видете, зависи и пластичната амбалажа од кој материјал е. Не е секоја пластична амбалажа безбедна или, да кажеме, апсолутно безбедна. За среќа, кај нашите производители, оние што се на пазарот, применуваат, да кажеме, полнатвор. Такви пластика која е стварно безбедна, има ознаки доле, ставам со бројки, со букви, кои кажуваат дали е таа безбедна. Таа е безбедна пластика. Сега, битно е многу, значи они внимаваат, нивните полдневници имаат, строго внимаваат на хигиена, на можност од загадување, чак и имаат UV филтри и така натака, да не се загадат и така натака. Сами ги дуваат, имаат дувалки, да кажеме, шишињата или садовите, зашто, например, има и садови, оние поголеми, што се 9, 15 и така натака. Така да, тоа е безбедно, таа пластика е безбедна, значи нема микробиолошко загадување. Сега, секако пластиката е добра, но стаклото е уште подобро. Тоа е најдобро, да кажеме, за чување храна и вода. Значи, стаклената амбалажа е сепак број 1, пластиката е број 2. Од стаклена амбалажа, испитувањето до сега и сознанијата кажуваат дека не може
не се ослободуваат, мислам, некои штетни хемиски субстанции. За разлика од пластиката. За разлика од тоа како се чува пластиката. Така, значи како се чува? Да. Доколку изложена на сонце, да речеме. Ако е стварно по, да кажа, спецификација, стварно безбедна пластика, што е сигурна за храна, онда не би требало да ослободува. Но, ако се чува на висока температура, директно изложена на сонце, тогаш може да се јават одредени проблеми. ПФАС ги викаме, понатоа акриламид може да се јави и така натаму. Дали е опасно микро и нанопластика? Ке зборуваме за микро и нанопластика, веднаш по прашањето на гледачот. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Гледачка од Скопје, најпрвен поздрав, многу добро вечерот. Ви благодарам. Многу корисни совети. Ви благодарам. Би сакала едно прашање да ми се одговори. Што е со изворот, значи во изворот Рашка, депонијата која што се наоѓа таму во близина? И колку е сето тоа здраво во наводници, значи што имаме депонија веднаш до изворот Рашка? Ви благодарам за вклучувањето и за прашањето. Повелете, професоре. Да, тоа е изворот Рашче, од кој се снабдуваме ние во Скопје. Поголемиот дел со вода за пиење, другиот дел доаѓа од бунарите во Нерези и Лепенец. Значи имаме безбедна вода за пиење се уште и во идниот период. Секако има депонија која не е блиску, но сепак е возводно, да речеме, во Југохром. Збориме за депонијата за Југохром и Јегуновце. Тоа е неколку километри возводно од изворот Рашче. Сите испитувања до сега кажале дека водата е безбедна од шестовалентен хром, збориме во овој случај, кој може да биде канцероген. За среќа, тие се многу ниски концентрации, далеку под она што е максимално дозволена концентрација, значи тие испитувања ги правиме многу одамно. И ние се следи состојбата и се прават напори за отстранување на загадувањето од тоа е како јаловиште, поточно, зашто е течна, мислам, материја, полутечна, да кажем, и во таа има се уште големи концентрации на хром, кои едноставно се вадат преку има систем за пречистување, тоа Министерство за животна средина и просторно планирање го води и се, да кажеме, се црпат одредени количини секој ден и се има као филтер станица, се преработува, се отстранува и после се испуштава во Вардар. Тоа се прави со години и ќе продолжи да се прави се со цел да се намали, да кажеме, тој потенцијален ризик за загадување поише на Вардар, али да кажеме потенцијална можност да не се јави случајно и за Рашче. Али сепак Рашче има природна добра заштита, геохидролошка заштита, но не смее да се остави така. Службите и ние меѓу нив ние следевме, други служби работат на заштитата и има и, да кажеме, размислувања и како тоа да се елиминира тој ризик во иднина. Така да се надојаме дека ќе го нема тој ризик во иднина. Има уште еден гледач, ќе го вклучиме во едно, ова ќе биде последниот гледач во денешната Телма амбуланта, бидејќи мора да одговориме уште низа прашања поврзани со водата која што е спакувана во шиша. Ќе го замолам гледачот што поконкретно и поконцизно го постави прашањето. Добар ден. Ало? Повелете. Добар ден. Повелете. Ќе ви молам едно прашање. Дали е штетна водата која се грее на сонце во пластичните туби за бањање и коса прање? И каков е квалитетот на водата во Свети Николе, ако може? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. За туширање нема проблем. За туширање нема проблем, но некогаш може да остане шиша со вода во автомобил кој што е загреан. Да, ама не треба да се пие. Тоа не треба да се пие, но понекогаш и во маркетите е многу топло. Али добро е да се измиете. За миење нема проблем. Да, за миење нема но проблем. Но за пиење не. Заштедите пари. Аха. Да не уклучувате бойлер. Сега во Свети Николе ние водата беше забранета негде 2003-та. Ние предложивме да се забрани и тоаш дирекцијата за храна и тој државен санитарен здравствен инспекторат ја забрани и едноставно таа забрана траеше доека не се апсолвира состојбата. Значи тоа се случи заради загадување на акумулацијата, мала акумулација мавровица
која беше во непосредна близина на филтер станицата за пречистување на водата за пиење, старата, во Свети Николе, и тоа се појави алуминиум. Алуминиум се појави и кога направивме опсежно истражување, веднаш забележавме, веднаш се забрани водата, но правивме истражување зашто се јавил. И тоа беше заради природни причини. Затоа што, да кажеме, сливното подрачје има една река, се вика Киселичка река. Самото име ни наложи дека pH на водата е кисела. И стварно беше pH кисело, обично е водата 7. Да кажем, pH таа беше негде 3-4 скоро, кон киселина иде. И благодарејќи на таа кисел pH, да со години почнал да го испира теренот, значи почвата, површинските слои, и како тоа поминале години, дошло до алумосиликати во почвата, кои биле природно таму, во сливното подрачје, и почна да го вади алуминиумот од тие алумосиликати и да го акумулира во акумулацијата, и одеднаш се појави алуминиум. И ние мислевме дека дали од процесот на пречистување на водата, зашто се во процесот на пречистување на водата се користи коагулант со алуминиум сулфат, степса, на народски кажа. И мислевме дека е од прво тоа, не беше зголемени концентрации нешто во, мислам, фабриката, и забележав фактички дека е тоа природна појава. И веднаш забравив и више никош не е користена таа акумулација, и сега користат вода од хидросистем Златовица. И има нова филтер станица изградена. И водата е со задоволителен квалитет и безбедна. Професоре, продолжиме ние со водата која што е во пластичен амбалажи. Споминавте дека е многу важно како се чува, не сме да биде изложена на сонце, не сме да биде изложена на топлина, бидејќи во тој случај се ослободуваат од пластиката штетни материи кои што завршуваат во водата, кој што потоа се конзумира. Но се почесто можеме да прочитаме дека во неа има честички на микропластика, микро и нанопластика. Од каде пак сега овие честички доаѓаат во водата која што е Па тоа, видете, порано никогаш не се испитувало тоа и не се знаеше. Едноставно беше непознато. Последниве години почна да се испитува, да кажеме, микропластика, сега последниве години и нанопластика, тоа се многу ситно. Уште поситни на обичен микроскоп оптички не може да се забележи. Треба специјална опрема да имате за да може да ги видите и да ги изброите. Значи, не постои ни методологија званична, да кажеме, по стандардизација по која би работеле сите. Така да кажеме, работат по некои стручни насоки. И по студиите последниве, ние имаме и труд со моја колешка едноставно за тоа, за микро и нанопластиката во водата за пиење. Последниве години се има студии кои порано кажуваат дека има, да кажеме, 150.000 или на еден литар. Сега последниве кажуваат дека е 250, не дека се зголемило. Се променил методот него подобра е методата на анализа едноставно. И зашто се случува тоа? Сега мислеа дека е заради ослободување, некој мислел дека е заради ослободување на самата пластика. Ако е небезбедна пластика, неквалитетна, да речем, пластиката, тоаш поише ќе се ослободи. Ако е безбедна пластиката, треба минимално да се ослободи. Но повеќе најновите созданија порано не мислеа на капачињата. И тие се пластични. Најновите созданија кажуваат дека при отварање и затварање, што поише отвараме и затвараме капачето, тоа се ослободува пластични, тие партикли поише. Не само, не толку од пластиката од шишето, туку повеќе при отварање и затварање. Од капачето. И сега има вода која ако е неквалитетна, може и од пластиката, реков, на самото шише. На водата која што е флаширана, има рок на траење. Има. И тоа е пократок од стаклената амбалажа. И што по поминувањето на рокот? Година дена. Ретко кој од нас чита кој е рокот на траење. Па треба да се чита. Што го испиеме вода со храната поминат рок? некој се каже керка ми например, се каже немој на децата да им дадете. Ако е еден ден поминат рокот, веднаш не. Значи затоа постои тој рок. Не значи дека утредента веќе е небезбедна, али рокот е како маргина на безбедност или граница на безбедност. До тога сме сигурни, после тоа веќе влегуваме во несигурност, да речеме, која е многу минимална, али зошто да имаме таа несигурност. Така да, затоа стаклената амбалажа, која е најсигурна, има подолг рок, да примам година дена, а обично 6 месеци, викаме. Ке има повеќе од овие не честички, туку
од оние материи што ги испушта пластиката во Зависи од водата, чувањето. доколку е поминат рокот? Зависи од чувањето. Секогаш е клучно чувањето? Да. Мора да биде на темно, просто во темно, не директно не изложен на директна сончева светлина и да биде температурата оптимална за чување. Значи во маркетите исто така треба да се внимава. Па во маркетите нема директно сончева светлина, температурата е добра. Така да не би требало таму, нема таков проблем. Проблеми се овие помали. Помалите. Ако се изложени надвор, ако се оставени, едноставно не се внатре. Така, имам уште многу малку време, уште многу прашања. Јас би го искоментирала ова дека некои истражувања покажува 25% од флашираната вода е всушност прочистена вода од чешма. Такво нешто кај нас не се дозволи. Кај нас нема? Не. На што почесто се внимава? Дали на квалитетот на водата од водоводната мрежа или пак на онаа вода која што се продава во маркетите и која што е во амбалажи? Каде се прават почесто анализи за квалитет? Па обично почесто, мислам, од званичните, од надворешни, да кажеме, ние сме институтот и центрите за јавно здравје, да кажеме, и ветеринарен институт, тоа се надворешни лаборатории, контроли, надворешна контрола. И тоа е она званична, да речеме. Незванична е, да кажеме, самите производители што пакуваат вода или водоводните предпријатија. Тие имаат, не сите, али поголемите имаат своји лаборатории. И тие постојано прават. Некои прават повеќе пати во денот, а некои еднаш во денот. Тие што имаат филтер станици, тие прават и на сировата вода, и на процесот на пречистување, во процесот на пречистување и на преработената вода. Така да се зависи каква вода добиваат, дали ја преработуваат, да пријаве Скопје нема преработка на водата и некои други градови. Таа само се хлорира, се дезинфецира само. Така да и Скопје, например, има фантастично, мислам, многу прекрасна лабораторија за безбедност на водата за пиење. Значи, почесто сепак се следи квалитетот на водата од водоводната мрежа, отколку она која што е спакувана во шиша? Да, тоа зависи, видите, од договор со, да кажем, производителите на пакувана вода. Сериозните, овие што ги имаме на пазарот, тие си имаат договор, например, дали со Институтот за јавно здравје и редовно си ја прават анализата. Динамиката зависи од тоа. И моето последно прашање, каква вода да им се дава на бебињата? Дали да се дава вода која што е предвриена и е од чешма или пак од шиша? Па видете, тоа што кажа некои од гледачите во анкетата, порано имаше едно, да кажеме, бебешка, да кажеме, вода за бебиња. И тоа, знаете, таа стои и ово, она, не знаете условите како биле. Едно имаше некои, да кажеме, сознание дека не е безбедно, така, толку многу безбедно. И мој лично размислување е дека, например, еве, за бебиња треба превриена вода која се олади. Добра. Или пакувана вода од изворска вода да е. Аха, изворска вода. Значи, кај нас имаме производители кои имаат изворска, не минерална вода. Изворска вода. Професоре, има уште многу прашања на кои што можевме да побареме одговор од вас, но еве, закажам уште сега уште една средба на која што би проговориле за сето тоа. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви посакувам пријатен ден.